Пред 7-8 години почнав една серија проповеди, почнав ја завршив една серија проповеди, која што беше насловена духовна опозиција. И во тоа време ги стававме нашите проповеди, мислам дека беше на таа една платформа што се вика Mixcloud, веќе ги немаме таму, само како аудио форма, ама идејата за духовна опозиција беше следнава. Во книгата на Неемија, некој од вас ви е позната, во Стариот Завет има книга на Неемија, во која што е опишана ситуацијата или оној период од историјата на израелците кога они ги обновуваат срушените ѕидови околу градот Ерусалим. И додека ги обновуваат тие срушени ѕидови околу градот Ерусалим, они се соочуваат со сериозна опозиција од околните народи кои што не сакаат да го видат Ерусалим повторно изграден, повторно каква сјае, повторно како напредува самиот град и луѓето кои што живеат во градот. И тогаш пред 8-9 години кога да беше тоа, се реков, знаеш што, ај ќе ги земам само оние делови од книгата на Неемија, а тоа се 3 до 6 глава, мислам дека да 3 до 6 глава, каде што јудејците градат и околните народи на различни начини се обидуваат да ги спречат во тоа што они го прават во моментот. Идејата за таа проповед, за таа серија проповеди беше ајде да видиме со што се соочиле тогаш јудејците пред 2500 години и како таа опозиција со која што они се соочиле тогаш се рефлектира во опозицијата со која што секој верник денеска се соочува поради својата вера или поради својата служба за Господ. Секој кој што искрено тргнал по Христовиот пат, кој што редовно сака да чита Библијата, да се моли, да посетува црква, да чита христијански книги, мислам дека кога тогаш ќе се соочи со некоја личност која што ќе рече, абе ти малце да има забегано, ај малце олабави со сето тоа секоја недела во црква што е во Библија читаш па да не стануваш поп и така натаму. Значи опозицијата доаѓа, можеби ќе од пријателите, често од семејството, се прашуваат како може ти да тргнуваш по овој пат, како може ти да го правиш ова, и зад сета таа опозиција стои една цел, а таа цел е дека непријателот сака да те спречи во исполнувањето на Божјата волја за твојот живот. Било да дојде од најблискиот, таа опозиција било да дојде од некој подалечен, целта, како и во времето на Неемија, кога го граде јудејците ѕидот, така и денеска е, непријателот сака да те спречи да достигнеш онаа благосостојба која што Бог ќе има замислено за тебе. Бидна таа серија на проповеди, беа 3-4 мислам дека тогаш, и кога заврши таа серија на проповеди, некои луѓе рекои, знаеш што има потреба да се зборува повеќе за ова, треба да се зборува повеќе за овие работи, за опозицијата, за духовната опозиција. Јас реков, интересна оваа идеја, ќе почнам да пишувам книга на оваа тема. И почнам да пишувам книга на оваа тема, зборуваме пред 8 години отприлика така нешто. Напишав 20 неколку страни и ми цркна хард дискот. Цркна хард дискот со сите слики што ги имам до некаде од 25-6 година, се што имам во однос на мене, остана на тоа чудо заглавено ден денешен. Ова нема никаква врска со проповедта, ама ако имате важни документи, правете си копии на неколку места. Не оставете се на лаптоп или на телефон, значи имај на драйв, имај на USB, имај на лаптоп, имај на телефон, бидејќи никогаш не знаеш кога ќе се деси нешто. И така мене ми отиде книгата. И со тоа почетокот од книгата. И со тоа одење на книгата ми отиде некако и желбата, си викам, таман се залетав и ништо не видно од тоа. Ми требаше некој време да продолжам, пак да почнам да пишувам, да скратам приказната, Бог го сврте сето тоа на добро. Тоа што првично требаше да биде као коментар на 3 до 6 глава од Неемија, испадна коментар на целата книга Неемија. И на Цаци и најавив и на Бојан и на Никола дека овој пат и следните 10 недели кога мене ќе ми биде ред за проповедање, ќе ве давам со книгата Неемија. Се надам дека нема да го сватите како давење, дека ќе го сватите дека ќе ви биде од полза за вашата вера. Ама зошто книгата Неемија? Знаете, секоја книга во Светото писмо е важна. Апостолот Павле вели дека целото писмо ни од Бога дадено за поука, за покарување, за усовршување, за Божиот човек, односно ти и јас, да бидеме подготвени за секое добро дело. Ама зошто книгата Неемија? Имате некои книги, имате некои ликови во Библијата кои што малку повеќе ви се истакнуваат од другите. И мислам дека тоа не е греф. Едноставно можеби тоа што го читаш таму или таа личност, начинот кој што го живеела животот, некако ти е блиска. И мене, како што почнав да ја проучувам книгата Неемија, ми стана многу блиска. И додека ги пишував тие коментари за книгата Неемија, сватив дека да,
На црквата е потребна секоја книга, проповед од секоја книга од Библијата, ама верувам дека особено ни се потребни проповеди и поуки од книгата Неемија. Од едноставна причина што, вака да кажам, спомнав претходно, една од главните теми во книгата Неемија се рушевините, се урнатините. Урнатините и рушевините на ѕидовите од градот Ерусалим пред 2000 години. Ама, рушевините и урнатините се реалност со која што секој еден од нас ќе се соочи. Може би не буквално некој ѕид, не да Божје дома некој ձид да ти падне или нешто, ама духовни рушевини. Рушевини поврзани со бракот, поврзани со семејството, поврзани со растењето деца. Рушевини поврзани некој пат со здравјето, некој пат со финансиите, некој пат со некој меѓусебен човечки однос кој што страда, кој што ќе го погледнеш ќе речеш, како да ни се сруши односот. Рушевини од перспектива на тоа дека верата некој пат може да биде како рушевини, како урнатини. Била цврста, стоела таму некое време, ама заради различни околности си викаш, не е тоа што беше. Не е толку цврста како што беше претходно. Како да има пукнатини некаде, па некаде има и рушевини. Со рушевини ќе се соочиме во црквата, со некои служби, со некои аспекти на животот на црквата. Така што книгата Неемија, како и сите други книги во Светото писмо, верувам дека е особено релевантна за нас, затоа што ова ни е реалност на секој од нас. Некој од вас, некој од нас моментално си викаат имам тоа и тоа кој што или тој аспект од животот може да го споредам со рушевини. Други може би се вела, знаеш што, мене ѕидовите ми се добри, измалтерисани, нема никакви пукнатини. Не сакам да зборам пред рака, ама ќе има рушевини. Некои аспекти од животот може би цел живот ќе останат такви добри цврсти, ама некои ќе попуштат. Поради твој грев, поради гревот на луѓето со кои што делиш леп, ист покрив и така натаму. Ама оваа книга покрај тоа што зборува за рушевините и го предизвикува онаа склоност која што ние луѓето имаме, а тоа е да се помириме со рушевините. Рушевините што се реалност, се реалност. И секој еден од нас, било да сме свесни или не, ќе се соочиме со нив. Ама оваа книга, книгата Неемија, не предизвикува да се спротиставиме на таа рамнодушност и на помирување со па така е. Тој меѓусебен однос расипа не. Па така било од секогаш. Имаш некој греф или некој порок кој што ти е слабост, па така било од секогаш. Зошто го зборувам? Затоа што јудејците се вратија, они беа во заробеништво, се вратија во Ерусалим и наместо да ги изградат тие ѕидови, се навикнаа на тие срушени ѕидови. А ние луѓето лесно се навикнуваме на такви некои работи. Денес не го решаваш, утре не го решаваш, заутре не го решаваш, поминал месец, 2, 3 година и тебе веќе таа рушевина, таа урнатина веќе ти е реалност. И си се помирил дека е така. Некои луѓе не се помируваат, криво им е што имаат рушевини, ама се само сожалуваат. И само лекаат, и само кукаат колку им е тешко во тие рушевини околу нив. Трети пак чекаат некој друг да им ги реши рушевините, некој друг да земе мистријата и малтерот и да ѕида наместо нив. Оваа книга не подсетува и ќе го видите тоа како што обработуваме дека ако имаш рушевини во твојот живот или кога ќе имаш рушевини во твојот живот, твоја одговорноста со Божја сила, не сам, со Божја сила, со Божја помош, ти да го обновиш тоа кој што гревот го има уништено. И многу важно од оваа книга тоа што се надам дека го научиме е дека Бог не сака рушевините да останат рушевини. Бог не сака да се помириме и да останеме на статус кво и да речеме па тоа е тоа, никој не е совршен. Да, никој пат нема да бидеме совршени, ама ако си свесна дека во твојот живот има нешто кое што дали Бог преку писмото, преку проповед, преку разговор, преку твоите домашни ти укажува дека требало да го смениш, Бог сака да го смениш. Тоа не ти е укажано тек така само ти да го знаеш чисто информативно да си продолжиш. Туку Бог сака да ги смениме тие работи и во целиот тој процес да се навратам на таа серија проповеди пред 8-9 години, не заборави дека имаш духовна опозиција. Не заборави дека секој пат кога ќе одлучиш по Божја милост, со Божја помош, со Божја сила да средиш нешто што е срушено во твојот живот, немој да мислиш дека се ќе оди фино, лепо, дека сите ќе те тапкаат по рамо и дека се ќе биде во ред.
ќе имаш опозиција. Ќе имаш внатрешна опозиција, ќе имаш надворешна опозиција, ама Бог е посилен од таа опозиција. Така што ќе почнеме со Неемија, иако е нешто што ова е запишано и во оваа книга се опишуваат настани кои што се околу 2500 години стари. Ама Светото писмо ни е дадено за да ни објасни дел од минатото со цел да промени нашата сегашност и да промени нашата иднина. Така што некој пат можеби ќе бидеме во искушение да си помислиме каква врска имам јас со рушевините на Ерусалим, на град кој што е далеку локацијски, а и самата ситуација е временски далеку од мене, што има тука за мене. За тебе има дека и ти имаш или ќе имаш рушевини и дека Бог не сака да останеш рамнодушен на нив. И верувам дека тоа ќе биде покрај другото ефектот што оваа серија на проповеди ќе го постигне во секој од нас. Малку историска позадина само, 2-3 параграфи тука имам запишано, чисто обично кога почнуваме со проучување на одредена книга или на одредена личност, добро е да ги имаме на ум историските околности во кои што се случува ова дејствие, за да знаеме зошто сме тука каде што сме. Друго е да почнеме да читаме од Битие прва глава и ќе речеш ај во почетокот, сваќам. Ама ова не е во почетокот, ова е некаде во средината. Всушност, настаните што се опишани во книгата на Неемија се хронолошки гледано последните настани кои што ги знаеме од Стариот Завет. Значи, ова што ќе го обработуваме сега, се последните настани од Стариот Завет. После тоа има молк од 4 векови, Бог не праќа ниту пророци, ниту ангели кај својот народ, и после тој 4 вековен молк, доаѓа ангел и го најавува раѓањето на Јован Крстителот. Така што и од таа гледна точка ова се доста важни настани, бидејќи се последните од Стариот Завет. Ово кажав пред некоја проповед, на кратко ќе го спомнам сега. По смртта на царот Соломон, она што го знаеме како Израелско царство во Стариот Завет се дели на две царства. На северно Израелско царство и на јужно Јудејско царство. И двете царства се соочуваат со духовна и морална криза. Штом духовно паѓаат, штом се сврти кон идолопоклонство, веднаш почне и таа морална криза, отпадништво, и Бог им праќаше пророци, затоа ги имаме пророчките книги во Стариот Завет и на Северното царство и на Јужното царство, повикувајќи ги на покаяние. Вратете се назад кај мене. Оставете ги тие богови, оставете го тој неморал, вратете се назад на Мојсеевиот закон, на тој завет што го направи со вас. Ниту Северното царство, ниту Јужното царство не го послушаа. Не ги послушаа тие повици, не беше само еднаш. Векови беа во прашање. Многу пророци беа во прашање. Дел од нив имаат книги во Стариот Завет, дел од нив немаат, ама сепак биле пратени. И Бог го исполни ветеното. Знаете, Бог секој пат го исполнува ветеното. Кога вели дека ќе ја благослови верата, можеме да бидеме сигурни дека ќе ја благослови верата. Ама кога вели дека ќе ја дисциплинира неверата, можеме да бидеме сигурни дека ќе дисциплинира неверата. И тоа им го кажа на израелците уште пред да влезат во ветената земја. Ви ја давам оваа земја, богата е, изобилна е. Се додека чекорите по мојот пат, додека одите по моите заповеди, ќе ви биде добро. Ќе ви биде буквално земјата со мед и млеко. Ама моментот кога ќе се свртите кон други богови, ако се свртите, ќе ви биде на проклетство и ќе ве дисциплинирам преку другите народи. И тоа и се случи. 721 година пред новата ера, Асирија, светска сила, доаѓа и го освојува она што се нарекува Северно царство, Израел. Бог им дава уште некој период на јудејците да се покаја. Дури вика преку еден пророците, можеби беше Еремија, ама не ме држате за збор, преку еден од пророците вели: види што и се случи на твојата сестра. Ги споредува Јудеја и Израел со две сестри. Вика, види што и се случи на твојата сестра која што не се покаја, која што не се врати назад кај мене. Види, се парафразирам, и поучи се. Џаб. Ниту јудејците не ја сватија лекцијата и во 587 година пред новата ера доаѓа царот Навуходоносор, вавилонскиот цар, го освојува Ерусалим, го уништува Ерусалим и добар дел од јудејците ги зема назад во Вавилон. Некој од нив ги остава во Ерусалим да живеат во Јудеја. И ако сакате да знаете колку беше ужасна состојбата во која што живееа, читајте книгата Плачот на Еремија. И Еремија до таму оди кај што вика дека
мајките се ги јадат своите деца, дека децата немаат што да цицаат и дека јазикот им се лепи за непцата, значи доста описно кажува каква е состојбата во Ерусалим во тој период. Тие што се поталентирани меѓу јудејците, нели Навуходоносор си ги зема доста народ зема во Вавилон, ама тие што се поталентирани, што ги бива, што им фаќа кликерот, Навуходоносор им дава високи позиции во тоа време. Царот. Добар пример за тоа е Даниел. Сеќавате на Даниел, на Седрах, Мисах и Авденаго. Они не беа најобични работници, беа поставени на висока позиција во Вавилон, зошто? Бидејќи ги биваше. Неемија, за кој што ќе читаме, исто така имаше доста висока позиција во... Вавилон ја освојува Јудеја, ама додека да дојдеме до Неемија веќе поминуваат 50 на години. У меѓувреме светска сила не е веќе Вавилон, туку е Персија. И Неемија всушност му служи на персискиот цар. Веќе Вавилон е стара прича. Ама Неемија служи на многу висока позиција. Малте не скоро како десна рака во некои аспекти на самиот цар. И кога дојде Персија на власт, кога Персија го освои Вавилон, царот Кир, во книгата Езра ви го пиша тоа прва глава, уште во првата година од своето владење, царот Кир им рече на јудејците: вратете се назад во Ерусалим и изградете го храмот на небесниот Бог. Јудејци се враќаат назад во Ерусалим, прво водени од Зоровавел, потоа од Езра, значи 2 тури на луѓе одат, и го градат храмот, иако трни застани работата, го градат храмот, ама не успеваат да го изградат ѕидот. И тука доаѓаме до околностите запишани во книгата Неемија. И во Неемија имате пред вас, позади вас Библии, ќе ги прочитаме денеска првите 4 стихови. Значи Неемија, книга Неемија треба да ви дојде некаде после Езра 533. Во вашите Библии, значи страна број 533. И таму се вели вака. Вика: зборовите на Неемија, синот на Хахалија. Во месецот Кислев, во 12-та година, кога јас бев во престолниот град Суза, дојде Ананија, еден од моите браќа, тој и неколку мажи од Јудеја. И јас ги прашав за спасените јудејци што го избегнаа робството и за Ерусалим. А тие ми рекоа: оние што останаа незаробени се наоѓаат таму во земјата своја и се во голема неволја и понижување, а ѕидовите на Ерусалим се урнати и портите негови со оган изгорени. Кога ги чув тие зборови, седнав и заплакав и бев нажален неколку дена. Постев и се молев пред Бога небесен. И од 5 стих понатаму е неговата молитва, за која што ќе размислуваме следниот пат. Но она што може да забележите, предпоставам, од овие први 4 стихови, дека овој дел барем од книгата е напишан во прво лице. Значи вика: кога јас бев во престолниот град. И поголемиот дел од книгата е напишан во прво лице. Има од 8 глава до средината на 12 глава се пишува во трето лице. И сега, токму заради тоа, некои сериозни толкувачи на писмото веруваат дека поголемиот дел од оваа книга е дело на Неемија, ама има и друг автор кој што дал одредени увиди кои што се важни во целата ситуација, така што авторството е споделено. Ама поголемиот дел од тоа што го читаме е на некој начин како дневник, кај што Неемија се запишувал што се случувало. Сега во прва глава, први стих, тоа што го читавме, дознаваме каде живеел. Вика: во престолниот град Суза. Тоа се наоѓа тука има запишано во денешен југозападен Иран, но штом станува збор за престолнина, значи станува збор за раскошен град. Во тоа време, во тој дел од светот, од Блискиот Исток, можеби најраскошниот град. Значи не живее Неемија во некој утепано место. Живее во градот кој што царот го одбрал да му биде своја престолнина. И во прва глава 11 стих, тоа ќе го читаме следниот пат, ни дава Неемија уште една информација во однос на себе. И тоа е се што знаеме за него. Вика: тогаш јас бев винар кај царот. И сега, оваа работна позиција винар кај царот била доста привилегирана, ама и доста опасна. Винар кај царот значи дека кога на царот му се пие вино, ти си човекот кој што ќе му го даде тој пехар со вино и он треба да го испие тоа што го побарал, виното.
Тоа е се во ред. Арно ама, во тоа време, ако сакаш да трнеш некој цар од власт, покрај другото, ќе сакаш да му ставиш нешто во храната. Или во тоа што го пие. Што значи дека Неемија имал приликата секој ден да пие врвен квалитет на вино, барем да се напие, пошто винарот морал да го проба тоа пред да му го даде на царот. Че не може царот што се вели од кујна да добие нешто да го да го испие. Мора да има посредник кој што ќе се осигура, ќе го касне тоа, ќе го проба тоа, нема отров ова, сега е безбедно царят ти може да јадеш. Значи од една страна да, секој ден винце, убаво квалитетно, јас не сум раклија на вино, ама некој се, можеби, не пил многу, ама морал да проба. Ама од друга страна опасноста дека секој ден ти можеш да бидеш отруен. И за таа работна позиција на царот му бил потребен некој на кој што може да му верува. Дури некои историчари велат дека не само што треба да биде доверлив човек, треба да биде доста интелигентен и треба да биде добро да изгледа. Че треба да биде добар на изглед. Царот секој ден кој ќе го гледа, не се вика кај го најдовме овој, тој го сика обкружен сум со убави луѓе околу себе. И Неемија го работи токму тоа кај царот, персискиот цар. И од човечка гледна точка Неемија има доста добар живот. Живее во најубавиот град и најраскошниот град во тоа време. Близок е до царот. Со таква работна позиција сигурно добро платен и сигурно со добро влијание. И он одлучува сето тоа да го остави, да се расправа со Ерусалим и со рушевините во Ерусалим. Ама тоа е Божи повик. Кога Бог ќе те повика за нешто, ти не калкулираш како што калкулираат луѓето од светот. Знаеш дека ова е мојот повик и дека најголема трагедија е кога Бог ти каже што е твојот повик, да речеш не, бидејќи овој живот што си го имам јас повеќе ми се допаѓа. Во овие 4 стихови, всушност во првите 2 стихови, прочитавме 3 имиња. Неемија, Хахалија и Ананија. Доста чудни имиња за нашево поднебје, ама се приметува дека сите завршуваат со ја. И тоа ја е скратеница од Јахве. И сите овие 3 имиња имаат значења, убави значења, кои што на еден чудесен начин се проткајуваат и се откриваат во самата книга. Името Неемија значи Господ утешува. Името Хахалија значи чекај на Господ и името Ананија значи Господ е милостив. И во оваа книга гледаме како прво, Неемија чека на Господ, а едно од имињата значи чекај на Господ. Второ, гледаме како Господ му покажува милост на Неемија и му дава да се врати назад во Ерусалим и да го изгради ѕидот. А едно од имињата значи Господ е милостив. Третото име значи Господ утешува. Кога Неемија дојде во Ерусалим и кога ги поттикна луѓето да почнуваат да работат, тие најдоа утеха, подкрепа и го завршиат ЗИДот. И на многу интересен начин, уште на самиот почеток од книгата, авторот како да ни пренесува некоја порака. Господ е милостив, чекај на него и Господ ќе даде утехата. И Неемија го прашува неговиот брат и овие другиве мажи што се дорени од Јудеја, каква е состојбата во градот Ерусалим. И прочитавме, да парафразирам, они му викаат состојбата е за никаде. Неемија слушнал дека години претходно имало една група на јудејци кои што се вратиле од Вавилон, од Персија, се вратиле и отишле во Ерусалим за да го изградат храмот, ѕидовите и така натаму. И можеби кога он прашал каква е состојбата на луѓето, каква е состојбата на градот, можеби он очекувал добри вести. Рече, добро е, тргна работава. Ама он слуша ужасни вести. Вика, се во голема неволја и понижување, а ѕидовите на Ерусалим се урнати и портите негови со оган изгорени. Ова беше вака околу над 50 години. Никој не се осмели над 50 години од тие што живеат во Ерусалим рече, урнатени има околу нас, ова е резултат на гревот. Ајде со Божја помош да земеме и да градиме. Луѓето не градеа. И градот Ерусалим, неговото значење е
Град на мирот. Тоа е значењето на зборот Ерусалим. Ама во оваа ситуација не ми изгледа како град на мирот. Изгледа како град на хаосот, како град на неорганизираност, како град на рушевини, ама не е град на мирот. Божиот народ, израелскиот народ, оној народ на кој што Бог му се откри, кој што го извади од Египет, кој што го водеше низ пустината, на кој што му даде ветената земја, беше народ кој што требаше да биде пример за другите народи. Ама одеднаш Божиот народ е за подсмев на другите народи. Има голема разлика помеѓу тоа како Бог ги дал и ги замислил нештата, оној првичен Божи план и што гревот направи во тој град и помеѓу тој народ. И урнати ѕидови и порти кои што се со оган изгорени, се описна состојбата, се соодветен опис на состојбата во Ерусалим пред 2500 години, ама може да се опис на некои аспекти од нашиот живот денес. Што е тоа? Ајде, размисли, имаш ли нешто во твојот живот, моментално, кој што искрено би можел да кажеш, ова ми е како урнат ѕид. И тој ѕид може би така стои еден ден, може би стои една година, може би стои 15 години. Има ли нешто што е како урнат ѕид во твојот живот? Не велам дека цел живот е таков. Цел живот е таков или ми е таков. Ама од време на време ќе се јават тие пукнатини. Од време на време ќе се јават тие рушевини. И добро е да бидеме свесни за нив. Добро е да бидеме свесни. Неемија праша каква е состојбата на народот, каква е состојбата на градот. И како што Неемија ги праша Ананија и другите луѓе што дојдоа од Јудеја, како би било кога ние денес би дошле пред Бог и би рекле: Боже, каква е состојбата на моето срце? Каква е мојата духовна состојба моментално? Откри ми, покажи ми. Има ли некои рушевини? Каде се тие рушевини? Откри ми преку твојот збор, откри ми преку разговор, откри ми преку молитва, преку книга, преку песна. Каква е мојата состојба? И ова е опасно прашање. Затоа што одговорот што можеш да го добиеш на каква е мојата состојба, Господе, она што Давид го вели во Стариот Завет: преиспитај ме, Господе. Свашта може да излезе на површина. И ќе излезе најверојатно. Ја не верувам дека ова е молитва на која што Бог ќе остане, ќе молчи и нема да одговори. Бог ќе одговори оваа молитва ако искрено бараш: Господе, каква е мојата состојба? Или праша некој ближан, праша ги тие со кои што живееш, најубаво ќе ти кажат: има ли нешто во мојот живот со кое што ти, кој што ме сакаш и кој што ме цениш, би го споредил со урнат ѕид? Домашните нема ти ќутат, ќе ти кажат. И тоа е добро, бидејќи верувам дека свесноста за рушевините е секој пат првиот чекор кон потенцијално оправање на тие рушевини. Не можеш да оправиш нешто за кое што не си свесен. Ја верувам дека за повеќето нешто во животот сме свесни, ама ако за нешто не си, или ако нешто си го подзаборавил, или го сокриваш, Бог ќе најде начин како да ти покаже ако искрено те интересира. И урнат или изгорен ѕид или порта може да биде верата во Бог, кој што спомнав претходно, која што била цврста, била јака, ама сега малку слаба. Брак или семејство во кој што меѓусебните односи се нарушени. Односот помеѓу родител и помеѓу дете исто така може да биде како урнат ѕид, како разрушен ѕид. Урнат ЗИД може да биде твоето сведоштво. Поради некоја одлука што си ја донел пред некое време, кој што се уште ги трпиш тие последици. Урнат ЗИД може да биде за некого службата. Некој се посветил на служба во Господ, де служи, де не служи, де се откажува, де се пријавува и така натаму. Урнат ЗИД може да биде во одредени аспекти црквата. Може да биде некое пријателство. Многу работи, да не ги набројувам сите, ама сето ова може да биде урнат ЗИД. И таа е реалноста. И Божјата волја за Ерусалим беше навистина Ерусалим да биде град на мирот, а не град на хаосот. Не град на разрушени ѕидови.
Божјата волја за израелскиот народ беше тој народ од тука да биде центарот каде што сите други народи ќе го спознаат Господ. А во Неемија читаме дека израелците се за подсмев на другите народи. Божјата волја за нас денеска верниците е, Христос вели, јас дојдов да им дадам живот и да го имаат во изобилие. Изобилие од духовни благослови. Изобилие од победа против гревот, против пороците, против штетните навики. А за жал некој пат наместо изобилие гледаме скудност. Во силата, во посветеноста, скудност во љубовта, некој пат можеби кон Бог, често кон ближните, кон пријателите, скудност во љубовта кон непријателите и така натаму. Божјата волја за црквата е црквата да биде заедница, каде што ќе се проповеда неговиот збор, каде што луѓето ќе се сакаат, ќе се прифаќаат, ќе се простуваат, бидејќи ако никој не ви сгрешил во црква, не сте доволно долго време во црква. Кога тогаш ќе се случи такво нешто? И тоа не е повод да речам бега лицемери, туку да речам како што јас сум сгрешил и ми простиле, како што Бог мене ми простил, јас треба да простувам. Има многу аспекти кои што Бог ни кажува каква треба да биде црквата. А за жал, не секој пат наликува на тој стандард кој што го имаме тука. И еден познат автор има кажано дека животот е 10% од тоа што ти се случува и 90% како ти реагираш на тоа што ти се случува. Не знам дали е точен тој сооднос, не знам дали има начин, нема начин како да го измериш тој сооднос, ама верувам дека сваќате поентата. Животот не е само тоа што ти се случува. Повеќе, во поголема мера, е како реагираш на тоа што ти се случува. И тоа се однесува во однос на рушевините. Така, важно е како реагираме, кога ќе станеме свесни за тие нешта. И Неемија вели, кога ги чув тие зборови, седнав и заплакав и бев нажален неколку дена, постев и се молев пред Бога небесен. И тука не се опишани 6 действија. Чув, седнав, заплакав, бев нажален, постев и се молев. Нема да ги обработиме сите овие действија, само некој од нив ќе спомнам, ама интересно е тоа што Неемија вели, знаете што, толку ме допре оваа реалност, да земав да плачам. Земав да жалам. И ако некој од нас беа денеска околу Неемија, ќе рече, немој Неемија, па христијаните не треба да плачат, не треба да тагуваат, не треба да жалат, ние секој пат треба да бидеме радосни. Ама Бог нема ништо против тагата. Особено кога тагата е потикната од реалноста на рушевините во нас, околу нас, нема ништо лошо човек да тагува заради тие работи. Библијата не ја поддржува таа идеја биди силен, биди силна, не плаче, или биди маж, не плаче. Господ Исус плачеше. Заради тоа што гревот го направи конкретно кога Лазар почина. Тагата од библиска перспектива не е погрешна. Погрешно е ако останеме заглавени во неа. И ако ќе беше погрешно и немавме да имаме цела оваа книга, ако не ми рече кога ги чув тие зборови, седнав, заплакав и бев нажален. И ќе имавме книга 4 стихови. И неизградени ѕидови околу Ерусалим. Оноди понатаму вели постев и се молев. Значи не остана заглавен во состојба на жалење. Реална е тагата. Реално е тоа да ни биде тешко и криво кога се соочиме, особено со рушевини кои што длабоко не допираат. Ама Неемија вели, како да вели, не останав јас во таа состојба. Туку почнав да се молам за таа ситуација, за тие рушевини. И во следната проповед ќе обработиме неговата молитва, ама засега што е важно да го имаме тоа на ум. Кога Бог во неговата милост ќе ти даде до знаење дека нешто има потреба од поправка, дека нешто има потреба од обнова. Не е лошо да ти биде тешко за тоа, не е погрешно. Погрешно ако само ти е тешко и таму останува ситуацијата. Ако Бог ме соочува и те соочува дека во семејството, во бракот има нешто што не е како што треба. Те може окей, има и друга опција речеш што ми е гале или да го игнорираш тоа. Ама ако навистина се грижи за луѓето околу себе, ќе ти биде криво, ќе ти биде непријатно, ама речеш јас сакам ова да го поправам. Тоа се однесува на црквата, тоа се однесува на пријателствата
на секој можен аспект од животот. Неемија седна да се моли. И кога Бог не се очува со овие работи, може да ни биде криво и на се таму да остане, ама можеме да почнеме и да се молиме, бидејќи начинот на кој што реагираме на рушевините или на веста за рушевините одредува што ќе се случи со тие рушевини. Ако се сведува на игнорирање, ќе си останат такви. Ако се сведува на само сожалување, ќе си останат такви. Ако се сведува на ќе чекам некој друг да ми го реши ова, ќе останат такви. Ама Неемија дојде и бараше помош и благослов од Бог на целата таа ситуација. И ако претходно го поставувавме прашањето во првиот дел од проповета, кои се рушевините во твојот живот, во овој дел од проповета дора си го поставиме прашањето како реагираш на рушевините во твојот живот. Бидејќи секој еден од нас има развиено така наречени механизми за справување со тоа што треба да се поправи, да се обнови, да се среди во животот. Тие механизми може да бидат повлекување, може да биде игнорирање, може да биде вперување прсти. За тоа сме махери. Кога ќе се соочам со нешто, кога Бог ми покаже дека ова не е како што треба, онма сега си барам, кој е крив сега за ова? Јас не. Кој е крив сега за ова? Ти си крив, родителите се криви, тој е крив, сите освен јас. Неемија вели, ајде ти покажам еден повозвишен пат. А тоа е патот на молитвата. Тоа е патот на соочување со рушевините, на преземање одговорност. Ќе видите во молитвата што ќе обработуваме следниот пат. Неемија се кае за гревовите на неговите предци поради кои што зидовите се срушени. Он не рече, Господе, тешко ми е за ова, ама знаеш дека нашите татковци сгрешија. Не, вика, прости ни. Ние сгрешивме пред тебе. Поправката на тоа што е срушено во нашите животи мора да вклучува еден важен чекор, а тоа е преземање одговорност. Не вперување прсти, туку преземање одговорност. И многу често молитвата не е се што е потребно за обновата на тоа што е срушено во нашите животи. Добра е молитвата, полезна е, корисна е и така треба да се практикува, ама има некои пат ситуации кога Бог бара од нас и мотика, не само молитва. Ако јас имам нарушен однос со некого и тој нарушен однос како срушен зид, ја може да речам, Господе, ти дај да се обнови тој зид, дај повторно да биде цврст, ама дека не отидам да речам, прости ми за тоа што го кажав, ја можам кога сакам да се молам, треба површ простување. Во ситуацијата на Неемија само не дека он само се молеше. Господе, те молам напред ништо во однос на тоа. Не, туку тие седна разговараше со царот и рече, сакам да ми даеш дозвола да се вратам во Ерусалим. Да го средам тоа кое што е уништено. И она што Библијата верувам дека не поучува е дека Библијата не повикува на дејство, но важно е да се молиме пред тоа дејство. Важно е да се молиме пред да направиме нешто кое што гледаме и знаеме и сме свесни дека Бог не повикува да го направиме во нашите животи. И стиховите кои ги прочитавме се мал, ама сепак важен дел и важен почеток од она што е запишано во книгата Неемија. Ние денес и локацијски и временски сме далеку од рушевините во Ерусалим пред 2000 години, но не сме далеку од нашите рушевини. Не сме далеку од оние рушевини кои што се реално споради гревот во нашите животи. Така што не е прашање дали ги имаме и дали ќе ги имаме тие рушевини, туку повеќе прашање како ќе реагираме на нив. Еден мој пријател многу мудро кога разговаравме за оваа тема рече дека ти ќе реагираш на рушевините врз основа на твојата моментална духовна состојба. Ако си човек кој што се моли, ќе се молиш. Ако си човек кој што на свој начин и во своји сили си ги решава рушевините, нема да се молиш. Јас согласувам со тоа, ама ќе додам само. Дури и до овој момент да си била личност која што на свој начин и во своја мудрост си ги решаваш сите рушевини во животот, јас сепак ќе напомнам дека денес можеш да почнеш поинаку. Не мора да чекаш, јас ќе созреам во верата за 2-3 месеци, па од тогаш ќе почнем ја да се молам.
Не бе, почни денеска да се молиш. Почни што денеска да речеш, Господе, еве ги рушевините, во бракот се, во семејството се, на работното место се, во финансиите се, во здравјето, можеби се, во пријателствата се, во црквата, еве ги рушевините, и јас те молам за твојата благонаклоност. Да ми кажеш што зависи од мене, докаде е мојот удел, докаде е твојот удел во оваа ситуација. И тоа не е молитва на која што Бог ќе остане рамнодушен. И како што ќе почнеме со обработка, или како што ќе продолжиме со обработка на оваа книга, ќе видите дека обновата на зидините околу Ерусалим не се случи преку ноќ. Поминаа 4 месеци помеѓу молитвата на Неемија и моментот кога тој имаше прилика да разговара со царот за да му даде дозвола. Помина уште долго време пред тие ѕидови да бидат сосема обновени. Ова не го велам да ви дадам изговор да речеш има време ќе се поправат рушевините, туку не секој пат е процес кој што се случува преку ноќ. Ама е процес кој што започнува со две нешта: свесност дека нешто не е како што треба во мојот живот, околу мене, во мене, и второто е молитвата. Без свесност за рушевините и без молитва, библиски гледано, немаме многу надеж за трајна, богоугодна промена. Може би со своји сили да се обидиме, да се обидеме, ама докаде ќе оди тоа, немаме некои гаранции. Ама ако му дадеме можност на Бог да действува, ако почнеме да ги принесуваме тие нешта пред Бог, да кажеме ова е таа рушевина која што ме боли, ова е таа рушевина и таа урнатина која што поради која што страдат некои мои меѓусебни односи, јас верувам дека Бог ќе почне да действува. Во негово време, на негов начин, ама ќе почне да действува.